Добро вечер, 24 анализа, добре дојдовте. Собранието одбројува ќе има ли распуштање на 12 февруари или пак ќе се пролонгира распуштањето се за да се донесе законот за јавно обвинителство, но и дали власта ќе има 80 пратенички гласа за него. Зошто власта во законодавниот дом штанца закони по скратена постапка во 5 до 12 или пак како што обвинува власта, опозицијата ги обструира битните законски решенија пред распуштањето кои што се за граѓаните. ВМРО ДПМН е поднес иницијатива за распуштање, дали ќе има 61 глас, дали пак власта ќе има 80 гласа за јавно обвинителство, како ќе гласа СДСМ за распуштањето, како ќе гласа ВМРО ДПМН за законот за јавно обвинителство. Дали во овој меѓупериод ќе се најде време и за законот за одбрана, и како и зошто ВМРО ДПМН ќе гласа за предвремениот протокол за членство на Северна Македонија во НАТО, но нема да гласа за законот за одбрана со новото име на армијата. Ова се само дел од тезите за кое што вечерва ќе се дебатира во 24 анализа вечерва пратеничка дебата. Јас сум Душица Мрѓа, а гости се Јагода Шахпаска, СДСМ. Добро вечер, добро дојдовте. Добро вечер. Благодарам на поканата, поздрав до вашите гледачи и навистина ми е задоволство да дебатирам со моите почитувани колеги. Благодарам што прифативте поканата. Никола Мисовски, координатор на ВМРО ДПМН. Добро вечер, благодарам што прифативте поканата. Добро вечер, благодарам и на вас. Фадил Зандели, Беса, добро вечер. Добро вечер, благодарам за поканата. Благодарам што прифативте поканата. Само да кажам на почетокот дека од пратеничката група на ДУИ вечерва нема представник, бидејќи дел од пратениците имаат обврски. Мицевски поднесовте иницијатива за распуштање на собранието на 12 февруари, односно в среда. Имате ли 61 глас, колку што ви треба? Иницијативата од страна на ВМРО ДПМН е поднесена од формален аспект, затоа што сведоци сме дека лидерите на политичките партии има консензуален став за распуштање на собранието на 12 февруари. И од таа причина ние како пратеничка група решивме и официјално да доставиме материјал до собранието како би имало можност да се свика оваа седница со единствена точка, а тоа е распуштање на собранието на Република Македонија. Не гледам зошто би немале 61 пратеник, затоа што по средбата на лидерите заедно со председателот Стево Пендаровски, сите лидери излегоа со изјава на која што кажаа дека официјален рок за распуштање на собранието ќе биде 12 февруар, за да можат да се фатат сите рокови за организирање на предвремени парламентарни избори. На таа средба не слушнавме одредени забелешки дека имаме реформски закони кои што треба да поминат во одреден временски период. Меѓутоа сега гледаме, се наоѓаме во ситуација кога повторно во обид за бегство од избори се наоѓаат одредени решенија, односно се условуваат изборите со одредени закони. Првиот обид за бегство беше шпанската кризна влада, кога премиерот тогашен господинот Зоран Заев не убедуваше дека такви избори не се можни, затоа што Шпанија ќе нема влада. Шпанија ја направи владата. Дополнително пред Нова година имавме повторно убедување дека ВМРО ДПМН ги кочи реформските закони. Дел од тие пакетот закони беа донесени пред Нова година, за да сега излеземе повторно со едно ново луцидно решение дека ова била реформата за државата, за да можеме да продолжиме натаму. Затоа од таа причина ние доставивме формално материјал врз основа на кој што господинот Џафери може да свика собраниска седница. Ова да извлечам заклучок дека немате 61 глас? Јас од она што, како што кажа, на таа средба договорено беше. Значи очекувате се да само да секако, затоа што воспротивно не би го почитувале ставот од лидерската средба на председателот на СДСМ господинот Зоран Заев. Господин Шахпаска, ќе гласате за распуштање на собранието во среда? Сакам јасно да кажем пред македонската јавност дека ние не бегаме од избори. Напротив, иницијативата за предвремени парламентарни избори ја даде нашиот председател на партијата Зоран Заев, тогашен премиер на владата на Република Северна Македонија, и дури имаше предлог да се одржат кратки брзи избори кои што би се одржале на 5 декември.
Ние не бегаме од избори. Избори ќе се одржат согласно договореното на 12 април, само проблемот е што ВМРО-ДПМН бега од избори и на секој можен начин, блокирајќи го носењето на законот за јавното обвинителство, го одлага процесот на одење на избори. Доколку не само декларативно, туку и сериозно се грижат за еднината на нашата земја, јас ги повикувам колегите од ВМРО-ДПМН ден поскоро да се договориме и законот за јавното обвинителство како еден од предусловите, кој што е многу значаен да испрати порака дека ние сме спремни како држава да испорачаме владење на правото, демократија, враќање на кредибилитетот на институциите како членка која што треба да отпочне преговори со Европската унија, да го поддржат овој закон, да го изгласаме во собрание и понатаму да излеземе заедно на избори. Значи, не бегаме од избори, дали собранието ќе се распушти ден-два пред или подоцна од оно што е начелно договорено не представува проблем, затоа што сме сведоци во изминатиот период во нашата парламентарна демократија дека на 4 пати се одржувале предвремени парламентарни избори, каде што периодот од распуштањето на собранието до одржувањето на изборите се движел меѓу 49 дена 2008, 51 ден 2011 година, па 2014 и 2016 година. Така да ние сме подготвени и на избори ќе се оди на 12 април. Колешки, ви делите дека поддржиме овој закон. Јас би ве прашал кој закон, затоа што во собраниска процедура немаме закон, а сме на 4 дена од официјалното распуштање на собранието. Имавме јавна дебата на која што присуствуваше експертската јавност и дискутираше по еден закон, а драфт верзија на закон, кој што се уште не е официјално стигнат во собранието и ние како пратеници, па и вие го немате видено, а во собраниска процедура има еден сосема друг закон. Па затоа ви прашал за кој закон дискутирам, затоа што официјалната верзија ние од тој закон ја немаме видено. Да не дојде ситуација како што се случува со законот за агенција за разузнавање, на ЕНЕР имаше еден закон на кој што дава одредени забелешки експертите од таа област, да вчера по скратена постапка или пред неколку дена дојде друг закон кој што е сосема различен од законот кој што беше прикачен на ЕНЕР и на кој што граѓаните и заинтересираните лица можеа да даваат забелешки. Да не дојдеме во таква ситуација. Така, почитуван колега би сакала да одговорам на прашањето. Да, во ред. Почитуван колега, Законот за јавно обвинителство се работи на работните групи под покровителство на Министерството за правда со представници од најголемите политички партии. Значи, како ВМРО-ДПМН, така и Социјалдемократскиот сојуз. Цела година со вклученост на експерти, како од домашната, така од меѓународната, како од домашната, така од меѓународната јавност. Ние сме свесни дека вие во никој случај не сакате законот за јавно обвинителство да се донесе, заради тоа што вклучително и дел од преговарачите кои што учествуваат во работните групи се дел од предметите на специјално јавно обвинителство. Доколку законот за јавно обвинителство биде донесен, а во тој закон многу јасно стои дека предметите од специјалното јавно обвинителство треба да проложат во основното јавно обвинителство, односно секој што се огрешил за законот, кој што направил криминал, корупција, злоупотреба на својата позиција како носител на државна на јавна функција, како граѓанин потребно да се сноси одговорност и од тука законот за јавно обвинителство беше кочен цело време. На последната средба на работните групи во собрание, вие протестиравте, односно побаравте присуство на државниот јавен обвинител да се вклучи во дебатата. На ваше барање, следниот ден се организираше јавна расправа во собранието, го правевте циркусот со тоа знаме што го спростровте на сред. Нема да биде циркус за некое време кога како иде, дозволете да се го искажам, јас не ви упаѓам. Ве молам да бидеме да ми дозволите да се доискажам. На јавната расправа беа присутни експертите, го слушнавме ставот на експертите, после тоа побаравте да изработите амандмани врз основа на она што беше изнесено од експертите на јавната расправа, па потоа се вадевте со изговор дека процесот Жан Моне ве кочи, не можете да ги подготвите амандманите, за да сега вашиот лидер излезе и бара цел процес да почне од почеток, да се соберат 6 експерти кои би изработиле закон. Академикот Камбовски многу јасно кажа дека тоа не е закон кој што треба да го носат само универзитетски професори. Ова е процес кој што трае цела година. Јасно е дека ВМРО-ДПМН не сака да се огради од криминалите направени во изминатиот период, не сака да се огради од бегалката во Будимпешта, не сака оние што се огрешиле да сносат одговорност и да одат во затвор. Затоа нас ни е многу јасно дека се обидувате на секој начин. Ама не закон политички на колега да излезете од вашите
Излезени сме и сме спремни да гласаме за закон да го донесеме за јавно законот за јавно обвинителство кој што представува сериозен исчекор за Да, испорачување на правда закон за јавно како еден обвинителство од не основните фундаменти кои што ги бара Европската комисија за отпочнување на преговорите. Она што следува во наредниот период. Кога зборите во исто време не ве слушаат ниту гледачите. Не успеваат да ве разберат. Зендели. Да, колеги, не ви се многу парламентарни во стартот. Добро, дебата. Најпрво, дали ќе гласа Беса за распуштање во среда на собранието? Ние уште порано се изјаснивме и го поддржавме, бевме дел од консензуален договор дека треба да се оди на 12 кога би требало да се распушти собранието. Тоа беше договор меѓу политичките партии, лидерите. Ние поддржуваме и ВМРО во иницијативата, би го поддржале и мнозинството во моментот кога ќе соберат потписи за распуштање на собранието, ќе бидеме дел од тоа. Не е проблем за нас од кога ќе биде иницијативата, важно е дека се договоривме како политички партии и сите треба да одиме на избори. Зошто треба да се оди на избори? Веќе се договоривме. Некако општеството го спремавме за избори. Психолошки сме спремни за избори, партиите се веќе на терен и работат за предвремените избори, медиумите сите дебатираат по однос на ова прашање и сега не го гледам тоа позитивно сега во одреден момент од ова насока каде што сите сме тргнале како општество, како политички партии и сега да биде условено со донесувањето на законот за јавно обвинителство. Тоа е значаен закон, не велам, но државата има закон за јавно обвинителство, не дека нема. Ние би ги поддржале секоја реформа во правосудните институции, и во јавното обвинителство, и во судството, и секоја сме ги поддржувале, но искрено да бидам, не сме гледале некоја јасна борба во насока на корење на криминалот, корупцијата во државата и затоа инсистирањето во последен момент на донесување на законот за јавно обвинителство како пречка за да се оди на предвремени избори не го гледам многу образложено. Едноставно, ако може да се договорат политичките партии, окей, можеме да се договориме, да се гласа, ако не може да се договориме, треба да се оди на предвремени парламентарни избори. СДСМ и ЗАЕВ не го според датумот за одржување избори, го според датумот за распуштање на собранието. Плюс една недела, така барам во последната изјава кажа лидерот на СДСМ ЗАЕВ. Ако имат политичките партии договор во однос на тоа, не би требало да има проблем. Но ако е уставен проблем, законски проблем, ограничувањата што ги дава уставот и законите по однос на организирање на предвремени избори, тоа веќе може да биде проблематично. Иако, како кажа колешката Шарпанска, имало примери кога, значи, помалк временски период биле организирани изборите, сепак мислам дека тоа е договор на политичките партии. Може да политичките партии да се договорат. Ако може да се најде решение во однос на законот, окей. 2 дена, 3 дена, 4 дена, ако уставот и законите дозволат, окей. Но ако нема простор во однос на донесување на тој закон, на законот за јавно обвинителство, тогаш не гледам пречка зашто тие 2-3 дена би придобиле нешто во однос на организирање на изборите. Би сакала малку да, ако може да... Јас сакам само вас да ве прашам, ќе ви дозволам да му реплицирате, значи и председателот на собранието Талат Џафери во изјава вчера кажа дека не се согласува со ставот на вашата партија и на вашиот председател дека собранието може да се распушти подоцна, да се донесат неколку закони, тој е дециден дека постојат конкретни рокови кои мора да се испочитуваат и уставот е јасен дека изборите се одржуваат во последните 90 дена од мандатот на стариот пратенички сустав во рок од 60 дена. Талат Џафери изјави за Дојче Веле, тој вели дека треба конкретно, освен тие рокови, треба посебни рокови да се испочитуваат, треба време и за независни листи, за ДИК да ги испочитува сите нивни обврски што им стојат на располагање и така натаму. Година дена преговарате за закон за јавно обвинителство. Толку ви се битни овие 3 дена? Па точно за тоа сакам да се навратим и на колегата да му кажам да коментирам ова што го изнесе, затоа што ние не брзаме пред избори. Ова е закон кој што цела година се работи. Цело време работните групи преговарат. Не постои подготвеност на ВМРО ДПМН овој закон да се донеси. Нас ни е многу јасно и на јавната расправа, и во целокупната дебата, и во општествената дебата. Проблемот е тој фамозен член 108 од новиот предлог закон, кој што и претходно беше во процедура како готови текстови, уште пред да предметите ги преземе
подготвиме основното јавно обвинителство, предметите кои што беа подготвени, односно завршена истрагата од страна на специјалното јавно обвинителство. Значи, тоа е закон за кој ВМРО ДПМН не е подготвен да го донесе по никоја цена. И не е избрзан овој закон. Цела година се работи на носењето на законот. Околу изјавата на председателот на Собранието не би ја толкувала, би коментирала за членот 15 кој што говори точно за овие рокови за кои што вие споменавте. Во редовна процедура изборот на пратеници се врши на секои 4 години, во последните 90 дена од мандатот на претходниот пратенички состав или во рок од 60 дена од денот на распуштање на Собранието. Меѓутоа, ставот 2 во истиот член 15 па говори дека предвремени избори за пратеници се спроведуваат согласно со одредбите на овој законник, а сите рокови за изборните действија се скратуваат за 5 дена, освен рокот за спроведување на изборната кампања. Ние не бараме одлагање на изборите согласно претходното искуство, како што ви наведов за претходните 4 циклуси на предвремени парламентарни избори, затоа што ова ќе бидат 5 предвремени избори. Ние сме имале скратување на роковите дури и за 49 дена, како што ви кажав, во 2008 година. 51 ден е минималниот рок за кој што зборува и Талат Джафери и Оливер Дирковски дека се потребни. Доказите јас ги имам да се подготвување се за емисијата, ги донесов 2008 година, кога парламентот се распушти на 12 април, изборите се одржаа на 1 јуни, што значи разликата меѓу двете датуми беше 49 дена. 2011 година на 15 април се распушти Собранието, изборите се случија на 5 јуни, значи тогаш траја 51 ден. Иста разликата беше во веќе во следната 2016 година. Документите кои што ги носите, колешке, дали ја носите изјавата на господинот Зоран Заев дека парламентот ќе се распушти на 12 февруари за да може да се фатат сите рокови. Не е точно кога велите дека сите рокови можат да се скратат. Кажам до 5 дена кратење согласно член 15 од изборниот законник. Значи го цитирав. За увид во избирачкиот список од 20 на 15 дена. Тие се 5 дена. И тоа може да се скрати. Друго кратење не може. Ке имате можност, она што го вели и господинот Джафери, можност за независни листи. Ке ократите рокот за собирање на потписи. Ке имате жалбени постапки до ДИК, до Управен суд, до Виши суд. Ке ги скратите роковите или ке ги обврзете? Колега, мене е многу јасно дека вие не сакате законот за јавно обвинителство да се... дека ние не сакаме закон. Ние нема да бегаме од избори. Ако ми дозволите, значи, единствена причина поради која што брзате ваков едностран закон за јавно обвинителство, без да ги земете во предвид забелешките на експертите, кои што вие ги викнавте на јавната расправа да присуствуваат, и ниедна забелешка од експерти, од професори по уставно и по кривично право, кои што работат на таа проблематика... Ги преточивте ли во амандмани забелешките? Да завршам ако може. Кои што долги години работат на таа проблема. Една забелешка не е прифатена од тие лица. Зошто? Затоа што Зоран Заев, свесен за она што ќе му се случи на 12 април, сака да си донесе закон за јавно обвинителство, да има негови обвинители и судии кои што ќе го штитат. Ова не го кажувам така. Не е точно ова што го говорите. Не почитуван колега. Сето она што го правите во државата, она што е констатирано. Вашиот лидер Мицкоски по директива на Никола Груевски по секоја цена има задача да го стопира носењето на законот за јавно обвинителство. Истрагата која што вие рековте вие предлагавте дека после јавната расправа во собрание барањата и забелешките од експертите ќе ги преточите во амандмани. Ескивиравте и од тоа. Немојте 3 години. Процесот Жан не ви е покритие. Сега вашиот лидер го враќа целиот процес на почеток. Тоа говори дека ВМРО ДПМН не се оградило од криминалите и начинот на владење во 11-те години. И вие и јас. Ние одиме на избори на 12 април. Повелете да го изгласаме законот и да излеземе ден поскоро и да видиме граѓаните дали заборавија што се случуваше. Не заврши многу брзо. За кое судство говорите, почитуван колега? Судството што излегуваше од тефтерчето на Гордана Јанкуловска. За Сваровски судството говорите кога имаше пресуди по нарачка, кој чувало предмети и пресуди во фиока за да не бидат испорачени. Ама ви се молам, почитуван колега. Не подценувајте, граѓаните не заборавија за какво судство говориме. Се испостави со чест на исплучоците, најголемата пречка за испоручување на владење на правото се испостави дека представува третата инстанца на власта, односно судската власт. Ве молам, не почнувајте за тендери, да не почнам да ви... Дали мислите дека некој вас слуша што зборувате?
дека никој Поединечно ќе може да ги гледачите ви ги фаќаат, да ги фаќаат поентите, поединечно ќе може да ги фатат. Ова морам да го кажам, не можам да го прекјутам, затоа што се Тоа сме согласувам. кај бегалецот Никола Груевски. не, завршавте. Погледнеме Да молам двајцата, ми се извештаваме само ова сега да ја кога ќе го погледнеме Ама, и за делјено извештавот во од истрагата на кој начин излезе од државата господинот Никола Груевски. Или пак и Тоа она не е предмет на истрагата за пратениците, си обвинение. има истрага, ние во тоа не се Можеме мешаме. ние да Тоа е побараме разликата во информација до владењето на каде и од Социјалдемократскиот сојуз. Или Почитуван од колега, обвинителството за почитуван прислушувањето, колега, можеме да дојдеме има до тоа. согласно 3 години сертификати сте власт, безбедности колешке се се имате кваска. право да Заврши побарате мандатот, и да имате одите во пристап до опозиција, информација. уште Тоа ќе нафаќате видиме граѓаните претходно кого ќе го раководство на пратат во ВМРО опозиција. ДПМН. Ќе видиме кого граѓаните ќе пратат во опозиција. Гласавте под Доста председател време. на собранието, Господине член на Сандели, вака извршната сега да треба Тоа да вие изберете. треба да се преслушате во вашата Да, треба партија. да изберете. Луѓето имаат право да се оградат од погрешните политики и да се Господине Зандели, да треба извадат сега од да ВМРО изберете ДПМН. коалициски партнер меѓу Мицевски и Шакпаска од поентиве во заедничко возборување, кога ќе изберете? Тоа ќе го кажат граѓаните на предвремените избори. Ние не можеме да избереме со некоја желба посебна. Тоа граѓаните на 12 април ќе покажат какви ќе бидат резултатите, какви се политичките предиспозиции на партиите, потоа насока и ќе бидат соработките. Ќе гласате ли вие за закон за јавно обвинителство доколку влиза во собрание вторник, среда? Ќе одлучат партиските органи по однос на тоа прашање. Немате став? Секогаш на Беса бил началниот став дека давате поддршка Ние за сме давале поддршка по однос на реформите, сме Брисел давале и секогаш и САД поддршка на реформите, но работава е дека за нас е малце спорно. Јако колешката знам дека цела година се врти законот за јавно обвинителство, и но на неколку некој верзии. начин кога ние се спремаме за да одиме на избори, во овој период и за мене е малце несфатливо, можеби прв пат сум пратеник, немам некое долгорочно искуство во собранието, но ние во овој момент треба да зборуваме и да дебатираме во собранието во однос на некои прашања по однос на изборниот законник. Ние треба да го изменуваме изборниот законник, на некои други прашања како подобро да се спремиме за наредните избори. А ние имаме наплив на предлог закони, толку точки на дневен ред, што на некој начин некогаш не можеме да се препознаеме и самите себе во собранието, во која комисија да одиме и на која пленарна Ќе седница. зборуваме за напливот на закони А по однос на изминатиот законот, период. партиските органи ќе одлучат дали ќе го Бидејќи поддржат. Европската унија и САД беа јасни дека очекуваат од актуелниот состав да се изгласа тој закон. Океј, ги имаме тие ставови, но сепак на крајот одлучуваме ние сами. Јас сум пратеник, на крајот ја го давам својот глас во собранието. Сепак самиот одлучувам. Значи вие уште не сте решили. Не. Јас би сагласала да ги потсетам колегите и на изјавата на нашите традиционални пријатели подржувачи Соединетите Американски држави представени преку изјавата на амбасадорката Брнс дека овој закон е во интерес на нашата земја да биде донесен во овај пратенички мандат. На тој начин ние ќе испорачаме на вистина заложба дека ќе има транспарентност, одговорност, владење на правото, што е многу важно за отпочнување и отварање на преговорите со Европската унија. Работава е што до сега доста пати сме имали многу вакви закони кои што сме ги поминале со истото образложение од власта и од странците, но на крајот после усвојување на законите не беа испорачани тие цели и тие резултати што требало се очекувало од тоа. Значи 3 години веќе 2,5 години малце 3 години готово од новата власт, но не се испорачани тие резултати. Ако не се испорача резултатите со специјалното јавно обвинителство, како можеме да веруваме дека сега тоа со ова истото јавно обвинителство кој го имавме и порано ќе промени нешто во однос на функционирањето на јавното обвинителство. Ние проблемот повеќе го немаме во законските решенија, колку го имаме проблемот во самите институции, со јавните обвинители, со судството. Значи, не работава да донесеме нови закони. Имавме специјално јавно обвинителство, ништо не променивме. Го укинавме, ево и формално со овој закон се укинува специјалното јавно обвинителство, но никако не успеваме, работиве, да ги менуваме. Сите предмети поранешни што почна се заташка или се... Почитуван колега, сакам да веднаш дополна во тој дел, ние мора да испорачаме независно департизирано судство кое што ќе носи пресуди согласно законот.
Од тука не можам да ја сватам опозицијата зашто го кочи и законот за Академија за суди и јавни обвинители. Закон на кој што поднесува амандмани, влегува како дополнет предлог во собрание. На нивните амандмани сами си носат уште дополнителни амандмани, се со една единствена цел да се блокира законот за носењето за Академија за суди и јавни обвинители. Значи, ние мораме да испорачаме независно судство кое што ќе суди објективно, согласно она што како секој се огрешил со законот, посебно носители на високи државни функции, организиран криминал, корупција. Ние мора еднаш оваа држава да ја ставиме на патеката која што ќе не носи во едно големо европско семејство каде што тие принципи владат. И од тука влегувањето во НАТО како полноправна 30-та членка нас ќе ни биде уште еден и предизвик и обврска да се испорачат овие принципи за кои што се залагаме преку промена на законодавството. Вие прво треба да имате закон, а после тоа да следите неговата имплементација. Тоа е нашата заедничка залога. Прво да го донесеме, да го формулираме согласно препораките на домашната и меѓународната експертска јавност и после тоа да почне процесот на негова имплементација. Апсолутно се согласувам, но зборуваме дека треба. Па ќе биде тоа, тајте да го донесеме законот, веќе стануваме членка на НАТО. Поинаква е состојбата од колку... Да имаме некои испорачани резултати. Па и се испорачуваат, реално се променети состојбите, мора да признаете. Вие како опозиција можете пристрасно да гледате. Ова држава не е на истото дереđе на кое што беше во 11 годишното владење на ВМРО ДПМН. Во секој случај изменети се работите во општеството на подобро. А за тие 2,5 години беше прекратко времето за да ги испорачаме, односно да ги имплементираме сите реформи. Викате независно департизирано судство кое ќе испорача владење на правото и тоа ќе биде ваш императив. Не можете да го направите тоа кога во Комисијата за полагање на правосуден испит е сестрата на вашата председателка на форумот на жени. Не можете да го испорачате кој е од најниско ниво, од основен суд, апелационен, виши, пола струмица ви е преселена во сите институции во Република Македонија. Не можете да го испорачате тоа кога буквално на секое ниво нема ниту една пресуда против некој функционер од СДСМ. Декларативно да, убаво зборувате, ама не е тоа во јавноста. Ова што го гледа сега што го зборуваме, кога ќе го гледаат луѓето од судската, од правосудната фела, не е баш така како што го кажувате. Мените услови за Академија за суди и јавни обвинители ги отфрлате забелешките кои што се донесени, односно критериумите кои што беа воспоставени преку проект заедно со американската влада, ги намалувате условите за можност за влегување на суди и дополнително на бројот на суди на учесници во Академијата за суди и обвинители, кој што е лимитиран, дозволувате да донесете поголем број на суди и обвинители кои што доколку има потреба ќе бидат вклучени во правосудството во Република Македонија. Немојте да не подценувате сите, значи за да некој говори за независно објективно судство, најмалку е кредибилно ВМРО ДПМН. Бевме Бевме сведоци како се поставуваат суди. Велите судски пресуди, па судски пресуди се најдени кај суди од Врховен суд кои што се чувани во фиока за да не се процесуираат. Вие најмалку имате кредибилност за да говорите за суди, за судски одлуки, за испорачување на правда. На судството зошто поднесовте амандмани на вашите усвоени амандмани? Зошто на дополнетиот предлог донесовте нови амандмани? Зошто го блокирате? Вашите амандмани беа прифатени. Затоа што списокот кој треба да влезат таму и да поминат беше направен во СДСМ. Да не ви ги спомнам, не е коректно према луѓето кои што треба да влезат таму. Имињата. Ниту еден нема што не е поврзан во блиска роднинска врска со некој функционер. Јас не можам да спекулирам за имиња, јас не можам да само не е коректно список, ќе ви го дадам списокот да го видите. Немојте, 3 години сте власт во државата. Почитуван колега, вие не сакате да искорачаме владење на правото. Вие ги кочите сите процеси и во Комисијата за избори и именувања, и закон за легализација на бесправно градење на бесправно изградени проекти, и законот за отпис на камати и репрограмирање долг на јавни предпријатија направени за ваше време. Ние испорачуваме мерки во корист на граѓаните. Направивме многу работи за да го подобриме и олесниме животот на граѓаните во оваа држава согласно нашите изборни ветувања. Плати
плати на доктори, пораст на пензии, социјална државна пензија, законот вчера што го изгласавме за треба ја да влезам во дискусијата и повторно. Ама ова се аргументи. Речеме 12.000 стечајци, младенски... Транспаренси. ВМРО ДПМН ја прави евалуацијата за Република Македонија најкорумпирана држава во Европа или некој друг по одредени критериуми го прави? Колешке, заборавете со тие приказни розовите наочари што ги носите. Излезете помеѓу граѓаните да видите што се случува во Република Македонија. Само провизиите за автопатиштата колку пари изнесуваа. Сведочи бевме, целата наша јавност слушаше на колка вида. автопатиштата кај што беше грешена трасата. Не, колега, на тие автопатишта кои Груевски и Јанакиевски ги договара. На тие автопатишта каде што требаше 15 до 18% провизија преточено во милиони евра. На криминалите од Аксот, на криминалите на секаде во сите сфери во државата, секаде. Мислите ли за дека за еден час колку што трае емисија ќе си вака ќе си кажете еден на друг? Сигурно не. Кој повеќе украл под наводници бидејќи очигледно кампањата почната? Кој што Транспаренси го кажа, колешката еве и давам простор да одговори. Јас само ќе ви се спротивставам со еден аргумент. Дозволете и повеќе нема да зборувам. Одговорете на ова што прашувам. Европската комисија издава секоја година објавува извештај за напредокот на државата. 2 години ние немавме позитивен извештај каде што стоеше високо распространета корупција на сите нивоа во општеството, во која беа вклучени функционери на високи избрани именувани државни функции. Што друго да ве потсетам? Европската комисија која постојано како супервизор ги нагледува процесите на вашите не, колега, јас одговорно тврдам. Не ми споменувајте за градоначалници затоа што сите доаѓаме од некоја средина каде што кај вас во средината прашајте ги вашите. Колку кривични пријави се поднесени за вашите градоначалници? Тоа е тоа што го зборувам. Главен аргумент или форшпан ние поднесовме 300 кривични пријави. Ќе ги видиме и вашите за градоначалници. Нема јас и вие да ги гледаме. Не, ние ќе ги гледаме, колешке. После 12 април ќе имаме можност да го видиме работењето и на вашите градоначалници. Колешке, ги ослободивте лани за 50 милиони евра општините за долгови кои што биле направени, како што викате, во времето на ВМРО ДПМН. 25% се зголемени обврските на истите тие општини за оваа година. Има општини, ама да завршам, колешке. Има општини, од 31 евалуирана општина, 16 општини има зголемување на обврските на истите тие градоначалници минатата година кои што им дадовте 50 милиона евра за од 200 да говорите за долгови. Од 200 до 470% повеќе зголемување на обврските. Само на зголемување на дупката во фондот за пион каде троstruko е зголемите. Јавниот долг, државниот долг на долгови на јавни предпријатија. Во времето направени во време на ВМРО. Зошто? Да се луксузираат директорите. Кој се луксузираше? Да ви ги извадам ли сметките како јаделе и пиеле вашите директори? Да ви извадам и вашите како јаделе и пиеле сметките од вашето време. Тоа се долгови направени во време на ВМРО ДПМН. 12 април ќе излезе дадени на извршители до 31 декември 2017. Вие бевте против да испорачате мерки во интерес на граѓаните. Сите криминали кои што се случени. Немојте везден со Зоран Заев. Никола Груевски замине од државата, поразително што вашиот лидер Мицкоски не се оградува од криминалите од минатото, не ја реформираше партијата согласно очекувањата на народот. Така да, ќе се сочиме со граѓаните. Следно ќе биде исклучување на микрофони. Зандели, имате дупло време. Јас сум, жал ми е што дуи немаме представник, можеби вие ќе влезете во ваква фронтална жестока дебата. Добро, интересна е дебата, како и да е, сепак сме ние колеги, се почитуваме меѓу себе, без разлика што некојаш нормално и да не се согласуваме. Ја и претhodно го искажав мојот став по однос на овој период на функционирање на собранието, сум очекувал повеќе да се насочуваме кон однос, да се спремаме за наредните предвремени парламентарни избори, него дебатата да биде насочена кон многу други прашања. Во моментов кога политичките партии се договорија и одиме на избори кај председател, мислам дека тоа беше политички консензус на сите политички чинители во државата, на некој начин, на посмирен начин, посмирено да ги разгледуваме сите отворени теми што ги имаме и да си одиме на предвремени избори. Нормално е са позиција опозиција да ги имаме
тие проблеми, секако да имаше представник од ДУИ, ќе може на поинаков начин да ќе искажа моите незадоволства кон нивното работа и функционирање, без разлика сега, некоја се отсутно оправдано, неоправдано, но некако се избегаваат од своите одговорности што ги имаат и како власт и како политичка партија. Сепак, ја очекувам во овој период, ни останало 3-4 дена, ние треба да видиме по однос на изборниот законник. Ние имаме изборни единици кои не соодействуваат согласно законот, минус 5%, плюс 5%. Никој не зборува по однос на ова прашање. Ние зборуваме за многу други предлог закони, секако се значајни. Неспорно, секој предлог закон што доаѓа од владата, од било кој легално кои имаат право да инициират, но ние сега зборуваме за изборниот законник. Дали треба некој се знае препораките на ОДИР, на ОПСЕ по однос на тие прашања. Ние по однос на ова дебатава треба да ни биде како поспремни, како демократска земја да одиме во предвремени избори. Писмо и од Државната изборна комисија до председателот на собранието да ни еден од критериумите и на Европската унија и на комисијата кои ќе не цената, ќе ни дават оценка во наредниот извештај сигурно дека ќе бидат предвремените парламентарни избори. А ние не се спремаме во однос на едно од најголемите предизвици што го имаме во ова година. Мислам дека тоа ќе ни биде најголем предизвик. Дали ќе имаме демократски, фер избори, како што бара или демократските критериуми што се, или па ќе имаме проблеми како што сме и порано имали. И сме имале позитивни примери, председателските избори последни, секако дали ќе одиме во таа насока, или па ќе имаме проблеми. Мислам, ова би требало да биде тема која би требало да ги разговарам. Напливот на предлог закони за мене е неоправдано, сосема неоправдано. Има закони секако кои треба да поминат, но има и многу предлог закони кои можеби во овој момент не би требало да ги имаме во дебата на дневен ред на собранието. Несфатливо е како техничка влада во овој период, и техничка, самата влада е техничка. Кога треба навистина да се разговара и да се дебатира по однос на некој предлог закони кои навистина нема време за очекување. А ние се дебатираме за многу теми кои навистина би можеле да почекат за наредниот мандат и наредната политичка структура. Едноставно, кога имаш техничка влада и легитимитетот на таа влада е мало ограничена. Тоа е ограничено веќе во многу насоки, е многу ограничено. А ние немаме, ние профункционираме многу, изгледа како многу попродуктивни сме, но како попродуктивни? Попродуктивни во однос на носење на правни норми и на закони. А дали имаме анализи какви предлог закони, какви закони освојуваме, тоа е веќе друго прашање. Неслучајно во текот на годината ни се повторуваат закони. Истите закони ги враќаме пак на измени, дополнување. Не е дека само ова влада, и претходната влада, и сите други. Зошто не носиме предлог закони кои добро ќе бидат изанализирани, во редовна постапка ќе поминат во собранието, не во кратки постапки. Цело време дебатираме дека што помалце предлог закони во кратка постапка треба да поминат во собранието. Не, пак голем процент, не знам сега процентуално колку е, но во голем процент пак многуте предлог закони идат по скратена постапка. И ние како пратеници некогаш не можеме да ги пратиме едноставно во собранието, не знам колку комисии само денеска имаш. Вчера, некогаш има и пленарни седници и комисии, и ние како пратеници не можеме да се спремиме. Но мислам дека и самата власт, и самата влада, предлагачите на овие предлог закони, во брзина испратени во собранието, некогаш не го дава тој резултат што тие го очекувале, но можеби и ние како пратеници. Затоа ни се повторување на предлог закони и така никако не продуцираме тоа што го бараат граѓани. Сите зборуваме за демократско општество, за критериуми, за стандарди кои ги бара Европската унија од нас, но никако така да се понашаме. Согласно тие критериуми како и функционираат западните демократии. Господин Шахпаска, како опозиција бевте многу гласни за штанцање закони по скратена постапка во 5 до 12. Во вторникот седницата каснеше околу 2 часа, бидејќи стигнаа околу 50 закони по скратена постапка. Значи, во изминатиот период
од донесењето на одлука за предвремени парламентарни избори, најголем број од законите по скратена поставка представуваат усогласување со Законот за прекршоци и Законот за инспекцијски надзор. Согласно Законот за прекршоци кој што беше донесен во средината на минатата година, постои обврска да во рок од 6 месеци овој Закон за прекршоци, тоа што представуваше наше изборно ветување, дека казните ќе ги намалиме, ние почнавме да ги усогласуваме во сите закони, да ги преточиме каде што има казнени одредби. Значи, најголем дел од законите представуваат усогласување со Законот за инспекцијски надзор, Законот за прекршоци. Многу е важно во овој период да се донесеше Законот за одбрана, како еден многу важен составен дел за нашата интеграција во НАТО, затоа што тој закон го кочи опозицијата, представува согласување со НАТО стандардите, кој представува многу битен закон во безбедносниот аспект. Кога вие ќе станете рамноправен партнер на НАТО сојузот, потребно да ги имплементирате сите обврски кои што ќе ги преземете со членувањето на алијансата. Дозволете две реченици. Меѓутоа, со излегувањето на избори, собранието ќе биде нефункционално неколку месеци. Нас ни е многу важно овој закон ден поскоро да биде донесен. Колегата спомена и Агенцијата за разузнавање. Зошто оди по скратена поставка? Затоа што и тоа представува дел од реформата на безбедносниот систем, во која што морам да ги пофалам. Реформата на безбедносниот систем беше носењето на неколку закони во изминатата година во кои што беше вклучена опозицијата. И двотретински беа закони, ова е носењето на законот за Агенција за разузнавање, кој што е под ингеренција на председателот, е многу важна и заради нашата компатибилност и барањата кои што произлегуваат од партнерскиот однос со НАТО. Околу законите по скратена процедура. ВМРО ДПМН приоритети. Впечатокот е дека буквално тоа што го зборува ова се законите кои што на 100 комисии, видете, собранието мора да работи и да испорачува закони во интерес на граѓаните. Ова вчера што беше донесено со Законот за отпис на камати, пак е регрутирање на потребите на граѓаните. Ова предлог законско решение за докуп на пензија на граѓани кои што работеле, а не им бил платен стажот, исто така представува излегување во пресет на потребите на граѓаните. Тоа не беше законско решение кое ние го иницииравме, го инициираше ДУИ, работевме на тоа, го согласивме како коалицијски партнер и го виде светлото на денот. Законот за младински додаток. Младите работеа во собрание подолго време. Значи, нашите предизборни заложби дека ќе испорачаме мерки и закони кои што ќе ги регрутираат, ќе ги решат проблемите на граѓаните, за да го олесниме и подобриме животниот стандард, да ги задржиме младите во државата, да испорачаме правда, ние работиме на тие закони. Собранието до моментот на распуштање може да работи со полна парија. И уште едно подсетување, јас имам анализа на периодот од владењето на ВМРО ДПМН и сега колку се носеле закони на една седница и само за пример ќе ви кажам 2 седници и тоа на 2 ноември 2015 година кога на дневен ред, значи јас веќе бев влезена во собрание во тој првиот мандат кога бевме во бојкот, ВМРО ДПМН имаше на дневен ред 118 закони. Толку околу начинот на кој што работеле ВМРО ДПМН. И околу носењето на закони по скратена процедура, би сакала пред граѓаните да го покажам дневниот ред на седницата од 26 август пред Социјалдемократскиот сојуз да го прекине бојкотот и да влезе во собрание, кога беа донесени 65 закони, сите по скратена процедура. Од тука немаат легитимност за да коментираат дали се носат или не се носат по скратена процедура, меѓутоа ние нема да се откажеме од носењето на закони кои што ќе бидат во прилог на интересите на граѓаните. Значи ја не сум ВМРО и не сум бил во претходната власт, можам да коментирам. За мене неприфатливо споредбата на ова власт со претходната власт. Затоа што од ова власт, со доаѓањето на ова власт, се очекуваше многу во општеството. Па и се промени многу почетно, не само членството, не само членството ваше и на партиите, но и на сите граѓани. Значи, ние сме били опозиција, но сме ве поддржале во сите предлог закони со европска агенда што биле во интерес на граѓаните. Но неспоредливо е да се споредите сега со претходната власт. Ние мораме да ги промениме односите. И тоа субстанцијално, значи коренито да ги менуваме односите, работите, сме промениле многу. Ако се споредуваме со оно старото, тогаш ништо не сме направили. Никогаш собранието не било толку отворено како сега. Никогаш толку јавни расправи не се организирани на голем број на комисии кои што се и под претседателство на ВМРО ДПМН. Ние организираме надзорни расправи за пропусти кои што се направени во времето на ВМРО ДПМН и ги организираат претседатели од наши комисии. Значи претседатели на комисии кои што произлегуваат од владеачкото мнозинство. Мислам дека никогаш толку транспарентно и отворено не се работело. Значи се согласувам со вас, неспоредлива работата на Социјалдемократскиот сојуз и ВМРО ДПМН. Само на кратко и беа замалил којашка да бидејќи ја бев
колегијален ја слушав, да ме дослуша до крај. Значи, ако толку сте добри, ако толку сте транспарентни, како бе колешки дојдовме во ситуација да имаме предвремени парламентарни избори, во период кога ВМРО ДПМН е со блокирана сметка, во период кога пола од раководството на ВМРО го гоните по фиктивни и монтирани случаеви? Немојте да кажувате дека толку цвета во држа. Ќе ви кажат граѓаните многу брзо до каде се состојбата и како работевте во изминативе 3 години. Ова што го кажа колега, ама да завршам колешки. Ваша е иницијативата за предвреме. Да, ваша е иницијативата. Покренавме иницијативата. Зошто не успеавте еден мандат да врзете цело 4 години? Тоа зборува за нашата политичка одговорност. Ние сме подготвени да платиме политичка цена. И ќе ја платите. Овај пратенички состав. Не сум ја новинар за да ве прашувам. Еве, имаше конкретно прашање. Како работи собранието? Вие мафтате со закони од 2015 кога не сте били у собрание, кога не сте можеле да дебатирате. Ние сме сега во собрание. Значи, вие имате донесено некаде околу 400 закони во изминатите 2,5 години. Само од месец декември наавно, на последните 3 седмици, ние имаме 200 нови закони. Усогласување. Не е точно. Ама дозволете. Не е точно, затоа што Законот за прекршоци и Законот за инспекцијски надзор беше донесен на влада некаде во мај месец. Така, од мај до сега има повеќе од 8 месеци. Што правеле министерствата за овие усогласувања да не поминат во редовна постапка? Откако почнавме ние да реагираме дека сите закони ви идат по скратена постапка, по тренд во последниве 2 седмици е да сите усогласувања одат во редовна постапка за да го намалите бројот на скратени постапки. Еве го извадено од парламент колку закони влезени во процедура од почеток на мандат. Закони поднесени од влада 360, по скратена постапка 136. Она што е интересно за оваа влада, закони поднесени од пратеници во редовна постапка 146, во скратена постапка 180 закони од пратеници. Не ги праќате вие законите за усогласување со Законот за прекршоци, Законот за инспекторски предсовет. Ова се закони кои што владата не сака да ги потпише, знаејќи дека законите не се добри. Или вкупно поднесени од влада и пратеници. Па деловникот дозволува и Законот за пратеници да предлагаме, ние сме предлагачи на закони. Тоа е легитимно право на пратениците. Ние еве од Комисија за здравство сме предлагале закони. Ние од Комисија за здравство ќе ви извадам една статистика. Колега пратеник кој што по струка е машински инженер или не знам што, предлага закони од здравство стручни, предлага закони од земјоделие, закони од колега, не сте толку да завршам колешки тука ќе ми дозволите една реченица. Една реченица. Значи, како пратеници ние не сме експерти во сите сфери, вие покривате сектор земјоделие и јас здравство. Па сега дебатираме за политички теми. Ние сме пратеници, представници на граѓаните и треба да разговараме за проблематики. Не доликува сега со жена да продолжам да се карам на тоа ниво. Купно поднесени закони од влада и пратеници. Во редовна постапка 508, во скратена постапка 316. Процентуален сооднос 60% во редовна постапка, 40% во скратена постапка. За ова ви зборуваше и колегата Зендели. Не може вие во скратена постапка, ние се случува да трчеме од комисија на комисија, закониве ги гледаме по ходници. Не може еден закон за опојни дроги, за марихуана, 3 пати да ни го европско знаменце ставивте на законот за опојни дроги, колешки. Кога видовте реакција од граѓаните, потоа излеговте и го пуштивте во редовна постапка, знаејќи дека нема да се донесе, затоа што не даваат можност деловнички и временски отрок за да се донесе, па ги лажете луѓето ВМРО ДПМН не дава да се донесе законот. За кој закон говорите? ВМРО ДПМН е против законот за опојни дроги, за законот за екстракција на масло кој што вие сакате сув свет да се продава. За законот за кој што Биг Мајк дојде во државата и имаше официјална средба која што ја криевте од јавноста со премиерот тогаше Зоран Заев. За тој закон зборувам, колешке, и такви или слични закони. Немојте да ми кажете дека ВМРО ДПМН го поднесе. Да. Почитуван колега, 2015 година ВМРО ДПМН на власт, 574 закони се донесени, од кои 339 по скратена постапка, а 234 по редовна. 60% сте носеле закони по скратена постапка. Па зошто не го изменивте тоа? Законот за опојни дроги и психотропни супстанци, кој што ВМРО ДПМН го донесе на 22 февруари 2016 година. За медицинска употреба, ова е законот кој што почитуваниот колега Никола Мицевски
Маријански го гласал. Вие сте го гласале законот. Така Согласно важечкото решение донесено од ВМРО ДПМН се даваат лиценците. Ние немаме нов закон за да се даваат лиценци на луѓе кои што ќе произведуваат марихуана и психотропни супстанции. Почитуван колега, ова прашање зошто, значи прво ви сметаше зошто законот оди со европско знаменце. Дојде во Комисија за здравство по редовна процедура, се отвори дебатата во Комисијата за здравство, ние сме отворени, ние не бегаме од дебата. Председател на Собраниската комисија е колешката од ДУИ Мирсада Емини, ова прашање ќе го адресирате кај неа. Ние сме како владеачко мнозинство постојано присутни. А вие првите луѓе кои што протестираат за законот за опојни дроги да биде донесен ден поскоро, ние сакаме јавната расправа, за да го чуеме гласот и на невладините и на целата јавност и на луѓето блиски до ВМРО ДПМН. Еден од главните луѓе што протестираат близок на ВМРО ДПМН, односно неговиот брат ги правеше лавовите на мостот. Не можам да кажам имиња, не можам да кажам јас за имиња. Ве молам, немојте да зборувате. Законот за опојни дроги е донесен од ВМРО ДПМН. Вие сте го гласале тој закон. Јас тој закон тогаш не го гласав. Бев председател на Комисија за здравство. Имаше строги индикации како треба тој закон. Реклами. Продолжуваме со дебатата во 24 анализа жестока. Досега се надевам дека дел од гледачите успеа да свата дел од поентите на вечерашните соговорници во 24 анализа, пратиничка дебата Никола Мисевски, ВМРО ДПМН, Јагода Шахпаска, СДСМ, Фадил Зендили, Беса. Господина Зендили, вие како пратеник досега имате поднесено закон во собранието во овој мандат? Не. Немаме предложено, значи како по почетокот бевме пратеничка група, но нажалост се растуривме како група, немаме предложено предлог закон. Сме имале планирано во однос на некои прашања, но и динамиката можеби внатрешна беше таква да можеби не одлучивме на таква иницијатива, но сме настојувале по однос на сите теми кои биле отворени во собранието, да го дадеме нашиот придонес, значи по однос на амандмански расправи, дебатите, јавните расправи кои се одвивале во собранието и мислам дека секогаш сме биле конструктивни во сите тие предлог закони кои се значајни за општеството, се во агендата Евроатлантската агенда на Република Северна Македонија. Секогаш сме настојувале да придонесеме во таа насока. Сега да кажем дека и во инина ќе бидеме, тешко дека остануваат уште неколку дена до предвремените избори, но секако таа конструктивност наша, мислам дека тоа било секогаш искажана, неспорно била дека искажана. Некогаш можеби сме губеле поени во нашето членство, затоа што сме гласале многу предлог закони што биле, значи во собраниска постава, некогаш нашето членство тоа и не го сваќало. Не поистоветувале со власта, зашто ги поддржувате, вие не сте власт, вие сте опозиција, но сме сметале дека агендата, Евроатлантската агенда на државата е многу поважна него некои политички поени во членството, но секако дека и ние како политичка партија настојуваме што повеќе поактивни да бидеме и во собранието, но и надвор од собранието. Јас споминавте надвор од собранието, тука сме, јас споминавте алтернатива, односно од која се раздвоивте, тука таа е дел од власта, опозицијска партија и Алијансата на албанците, истече рокот од ултиматумот кој што Виедин Села ви го даде, односно на Беса и на алтернатива. Села Динаска вели дека не добил одговор ниту од вас, ниту од алтернатива. Дали тоа значи дека Беса дефинитивно се откажува тие преговори за тројна коалиција, останувате надвор? Не, Беса уште во почетокот. Или со Села ќе одите како? Беса уште пред еден месец многу јасно од централното претседателство заземе став дека сме спремни да одиме во тројна коалиција. Меѓутоа очигледно тоа нема да се оствари. Значи ултиматуми во мојот политички вокабулар нема. Значи не очекувам некој да дава ултиматуми или да очекува дека некој ќе одговори. Значи сите ние заеднички действуваме, соработуваме, настојуваме да остваруваме заеднички цели. Значи ние како Беса уште порано јасно го искажавме нашиот став.
Проблемот е што представниците на политичката партија Алтернатива не прифаќаат тројна коалиција. Тие многу јасно го искажаа, тоа искрено го кажа, дека не се за тројна коалиција. Беса јасно кажа дека е за тројна коалиција. Значи, целиот проблем е што, целата суштина на проблемот е што ние добивме понуда од Алијанса на албанците, но не добивме никаков одговор дали се Алтернатива спремни да седнат заедно со представниците на БЕСА и на Алијанса на албанците. Тие секогаш одбивале да седнат со нас во заедничка маса. Јасно се тие велат дека преговараат само со Алијанса. Да, значи ние јасно кажавме дека сме спремни. Затоа ја очекувам и од Алијанса на албанците дека мора за да добиеме ние да одговориме на некој одговор, на некоја понуда нивна, ние треба да знаеме дека политичката партија Алтернатива е спремна да седне со нас на заедничка маса и да разговараме по однос на заедничко действување на предвремените парламентарни избори. Додека ние немаме таков став од Алтернатива, за каков одговор можеме да зборуваме? Значи не може да имаме некој одговор со што би ги задоволиле кога тој одговор не би имал никаква основа, кога представниците на политичката партија Алтернатива јасно и искрено кажува дека не сакаат да седнат на заедничка маса. Што доколку сила го избере Африм Гаши за коалиција? Тоа е нивен политички став. Значи тие инсистира на тројна коалиција. Беса јасно кажа дека е за заедничка коалиција и со Алијанса и со Алтернатива. Ако тие одлучат, нивно автономно право е да одлучат дали ќе одат со Алтернатива или па би сакале со БЕСА да соработуваат. Ние не можеме тука да им се мешаме, секој си има своји политички одредби. Сигурно дека ќе одиме и сами на предвремените парламентарни избори. А ако собранието не се распушти на 12 февруари, Македонија ќе влезе во уште поголема политичка криза. Го парафразирам вашиот лидер Христијан Мицковски од пред некој ден. Што значи тоа, господин Мицковски? Протести, опозиција на улица од собрание? Јас се надевам дека собранието ќе се распушти согласно договорот кој што го има лидерите на политичките партии и согласно она што значи завршување на целата постапка на работа на собранието во однос на тоа како бевме договорени. Поставувањето на ултиматуми со одредени закони за кои што одредени европски земји кажуваат дека е битен закон кој што треба да се донесе консензуално и со забелешки и на експертската јавност и на сите чинители во него, доколку таков закон се донесе, ВМРО-ДПМН е спремен да го види и да го гласа законот, меѓутоа не е едностран закон кој што СДСМ го спрема и е единствен начин за политичко заскривање за отсуството и обвинителството за она што зборуваме. Зошто не поднесовте амандмани? Ги имавте извадено забелишките на експертите од јавната дебата, буквално стенограмите на што? На драфт верзијата која што ја имаат уште во влада или не знам каде? Ние немаме официјален предлог. Ние од изјавите кои што ги имаше Министерската за правда Рената Десковска, видовме дека нема намера да ги имплементира забелешките кои што горе-доле се поклопуваа на сите кои што дебатираа на таа јавна расправа. Драфт верзијата ви беше пратена, односно на работната група на ВМРО. Видете, не сум дел од работната група, ниту јас. Политички, ставот е политички за амандмани. Има предлог да се стават тие забелешки, доколку сакаа се седне неколку дена, ние немаме никакви приближувања, барем од информациите кои што ги знам или разговори на работните групи по однос на целата таа постапка. Очигледно СДСМ се решава на втората варијанта да бара 80 пратеници, меѓутоа имаат порака да не биде на балкански начин, а единствен начин на изноѓање на 80 пратеници на СДСМ и единствен начин на делување на СДСМ е балканскиот начин на работа, кој што е во спротивност со одредени европски земји и дипломати кои што кажуваат овој закон да се донесе консензуално. Не сме криви ние што оваа власт, ова раководство на државата 3 години не успеа да седне и да ги изменаџира работите. Во закони, во кои што беа реформски и каде што беше испочитувана опозицијата, тие закони поминаа гладко. Иако морам да кажам дека и на тие закони двотретински кај што дадовме подршка, со одредени амандмани, потоа истите тие закони повторно беа менувани. Законот за Агенција на национална безбедност, закон договорен меѓу власта и опозицијата, на
на комисијска расправа дојде министерот Оливер Спасовски, на истиот имаше амандмани поднесени од Ременски и од Локвенец. Законот за следење на комуникациите ќе ви дозволи да кога ќе завршам, ако мислите сега пак како да се караме како на Пана Јурнева, Законот за следење на комуникации, предложен и од власта и од опозицијата, предложен од Костадин Костадинов колегата, на тој закон амандмани потоа поднесе Сонја Мираковска. Значи не може да усогласеното не може да помине. Добар пример на закон кој што сакаме да помине беше законот за урбанистичко планирање. Закон кој што 8 месеци се работеше, министерот беше спремен да ги слушне работните групи, да ги вгради амандманите на опозицијата. 235 амандмани беа разгледани од страна на опозицијата. Зошто не оспориме тој закон? Затоа што е донесено редовна поставка, затоа што имаше јавна расправа, затоа што експертите се произнесува, затоа што забелешките од пратениците беа прифатени. Немаше его тој министер за да ги прифат и донесовме закон заеднички консензуално сите. Закони за кои што сакат да се заскријат. Јас сакам да кажам. Ќе кажеш. Ако може јас да кажам. Кои што беа донесени консензуално нема никаков проблем. Ама закон за агенција за разузнавање, закон кој што од 1995 година не е сменет, го носиме во скратена постапка да помине во 2 дена. Шахпаска, ќе одговорите? Јас имам прашање. За овој закон и самата рековте. Се преговараше година дена, имаше период кога буквално и едните и другите, вие како власт, односно и министерството, иницијативите, буквално кога крена раце. Имаше изјава министерката за правда која што кажа дека повеќе не е алармантно, предметите се осигурани и имаше застој во преговорите. Кога еврокомесарот новиот за проширување дојде од Сред Македонија ве потсети дека е битен законот, ваша одговорност да испорачате. Вие повторно се вративте на преговарачка маса. Одговорноста не може да ја сноси само владеачкото мнозинство, затоа што ние не бевме сами во овој процес. Година дена има работа и сериозна подготвеност на еден демократски начин овој закон да влезе во собрание и да биде изгласан. Јас одговорно тврдам дека ВМРО ДПМН заради заштита на криминалот нема да го донесе законот. Сега сакам да се вратам на политичката криза која што би се креирала доколку не се распушти собранието на време. Знаете како? ВМРО ДПМН е мајстор за креирање на политички кризи. Заради начинот на кој што владеа, режимското владење, нас ни се случи експертската група на Рајнхард Прибе. Нас ни се случија реформските приоритети. Специјалното јавно обвинителство представува продукт за прогон на сторителите на криминал заради клиентелистички настроените претходно обвинителство, судство за времето на ВМРО ДПМН. Околу носењето на законите и дебатата, конкретно го спомнате законот, почитуван колега, за урбанистичко планирање. Тоа говори за демократскиот капацитет и на владеачкото мнозинство. Ние бевме кооперативни и спремни да разговараме. Јас бев пратеник исто како вие и во претходниот мандат. Тогашната власт немаше слух да усвои ниту еден амандман. Зборувам дека се променети работите. Зборувам и сакам да ги почитам. Сакам да ги почитам граѓаните. Па вие ни за минимална плата не сакавте да гласате, почитуван колега. Излегнете за голем број на закони надвор. За голем број на закони не давате поддршка. Да не беше ВМРО ДПМН во сала, немавте 61 пратеник. Зошто немавте? Немате поддршка. Граѓаните да кажам една теза која што ја говорам во дебат. Не, дозволете. Да не беше ВМРО ДПМН, немаше да биде изгласан законот. Каде сте вие вработени, почитуван колега? Вие пред тие граѓани, мене и вас што не избрале да ги представуваме, но ние треба да сме на своето работно место кое што е во собранието. Како тоа постојано прозивате? Па ние сме таму. Само знаете што? Знаете што? Овие 2,5 години владење, ова владеачка коалиција ве демантираше. Вие и колегите сметавте дека кога се формираше новото владеачко мнозинство на 1 јуни владата кога беше избрана 2017, дека ние ќе бидеме онеспособени, дека ништо не ќе можеме да донесеме. Ние испорачавме сериозни закони. Ние испорачавме закони кои што ги адресираат проблемите на граѓаните. Ние како владеачко мнозинство успеавме од земја по режим сме најкорумпирана држава. Почитуван колега, ние бевме подготвени како политичка партија да платиме сериозна цена за да можеме да влеземе и во НАТО и да приближиме земјата за отварање на преговори со Европската унија. Зголемување на плати, на доктори, минимална, социјална помош 300% зголемена. Понатаму изградба на регионални патишта, отворање на најкорумпирана држава материјален надомест на стечај.
Објаснете ми го тоа. Значи, Зашто се не подсетувајте на времето каков клиентелизам постоеше. Мракот во меѓуумите, пласирање на информации на строго контролирани медиуми за да се испорачат. Години да не донесете во ситуација според економист. Скажете го оваа држава рецептот како успеавте за 2,5 години да не донесете во состојба Македонија да биде хибриден режим. И никогаш толку отворено да се разговарало за кажете го рецептот како прозивате за хибриден режим. Успеавте за 2,5 години да бидеме најкорумпирана држава зошто почевте закони кои што беа битни за испорачување на демократски принципи кои што се најкорумпирана држава во Европа и хибриден режим не сте кредибилни. Не сте кредибилни. Не сте кредибилни. Кажа во дебатата за вака свечено ќе гласате за протоколот, вака со овој тон свечено ќе гласате во вторник за кога и колегите ќе гласат за протоколот за влез на Северна Македонија во НАТО. Сме биле за евроинтеграциите тоа. Така. Мислам дека тука имаме консензус, само различен е пристапот на кој начин ќе стигнеме до остварување на овај консензуална залоза. Ќе гласате за членство на Северна Македонија во НАТО, ама ќе го обструирате законот за одбрана за армијата на Северна Македонија. Вака. Значи законот за одбрана ВМРО ДПМН преку работни групи имаше средби со Министерката за одбрана, на која што ВМРО ДПМН нема никаков проблем, единствено во членот кај што се менува името на армијата на Република Македонија. Поднесовме закон во скратена постапка и со тој закон, доколку навистина нема намера да ВМРО ДПМН го представуваат на начин на кој што цело време го представуваат, сите оние забелешки и сите оние препораки со кои што можевме да влеземе во НАТО беа вклучени. Буквално истиот закон без промена на името на армијата на Република Македонија. Или е тоа дволично малку? Не е дволично, зошто сега ќе ви кажам. Најдени сме во сајт. Ама дозволете ми да кажам. Добро, ама да завршам. Северна Македонија ќе гласате да биде намерно го потенцирам новото име. Северна Македонија ќе гласате да биде членка во НАТО, а армијата што ќе ја представува Северна Македонија да биде во членка на НАТО нема да го гласате законот заради името. Реалноста во Република Македонија, која што ја донесе Зоран Заев и која што е вградена во уставот, е таа која што вие ја кажувате на С. Значи, вие ќе го кршите дозволете. Меѓутоа, Зоран Заев ова го направи единствено за да се спаси од подкуп и сето она што го има ветено да го испорача. Ние сме свесни дека сега ќе гласаме за ратификација на протокол од единствена причина затоа што ВМРО ДПМН ова го имаше во своите доктрини. Влезот во Европската Унија и НАТО е дел од она што ВМРО ДПМН го има од оснивањето на партијата. Нема да дозволиме да бидеме етикетирани како нешто што не сме затоа што ВМРО ДПМН во периодот кога беше за влез во Европската Унија и НАТО, структурите од СДСМ заедно со нивни послушници во еден период има и обид за протести пред Американската амбасада. Почитуван колега, јас се радувам и го поздравувам вашиот став дека ќе го поддржите протоколот за влез на Република Северна Македонија. Не дозволите бев парламентарна. Ратификација. Ние го поднесовме, нема да го поддржиме. Исто така очекувам дека ќе изнајдете сили и ќе се надмините надпартиски за да го гласате и законот за јавно обвинителство. За двојните аршини само два документи носам. На декларацијата за политичка вклученост на лица со посебни потреби, координаторот на ВМРО ДПМН се подпишува на лист на кој што стои новото име Република Северна Македонија. Исто така на законот, почитуван колега, не, еве го законот за служба во армијата. Вие сте гласале закон за служба во армијата на Република Северна Македонија. Вие сте ја признале армијата на Република Северна Македонија и уште една работа. Уставното име, согласно уставот, нашето име е Република Северна Македонија и тоа е факт, тоа е аргумент. Не гласајќи и не признавајќи го, вие го кршите уставот. Затоа уште еднаш ве повикувам, како што ќе го гласате протоколот, за кое ве поздравувам и добро е што ова конечно ќе се затвори овој процес од овој парламентарен состав, така ве повикувам и во име на иднината на државата, ден поскоро да се договорат работните групи, да влезе законот за јавно обвинителство и да ги отвориме преговорите со Унијата. Еве сега ќе ве прашам да ми одговорите. Доколку, како што велите, со законот за служба во армијата, е сменето името на армијата во Република
на сменето името на армијата на Република Македонија. Дали може да се договориме да го, бидејќи вие велите дека е сменето името на армијата на Република, да го тргнете членот од Законот за одбрана, кај што се променува Законот на името на армијата на Република Македонија и ние да го гласаме. Ама тоа не може, затоа што системски закон кој што се гласа со 80 пратеници е Законот за одбрана и во тој точно стои називот на името на армијата на Република Македонија. Ова што вие сакате со одреден член да го направите е невозможно, затоа што овој закон се гласа со апсолутно мнозинство со 61 пратени. Ама колега, вие сте гласале веќе закон за армијата, за служба во армијата. Ако вистински, ама што да дозволам исто да го говорите? Сакате ли да влеземе во НАТО? Ние мора како земја членка во НАТО структурите да влеземе во името армијата на Република Северна Македонија. Како што се, дозволете, како се приближуваат изборите вие повторно со вашата реторика како и во изминатиот период? Кратко, многу кратко. Апсолутно сме за интеграцијата за НАТО. Тоа неспорно е, тоа е наш приоритет. Значи, апсолутно ќе подржиме све во патот на евроинтеграцијските процеси. Затоа и не треба да има никаква алтернатива. Сметаме со приклучувањето на државата кон НАТО не добиваме само од безбедносен аспект, него сите како граѓани ќе добиваме од економски аспект. Се знае сите земји што се приклучувале кон НАТО, после тој процес имале, значи, добри инвестиции, странски инвестиции, затоа што безбедноста е многу значаен елемент за странските инвеститори. Мислам дека сите добиваме и по однос на ова прашање нема поделби. Мислам дека сите политички чинители се за членството во НАТО, за уставната обврска за името на државата едно прашање. Може би има повеќе политика во ова насока, но полека работите ќе стивнуваат. Јас ви благодарам што вечерва бевте дел од 24 анализа, се надевам дека гледачите успеа да фатат барем дел од вашите поенти. Ке видиме дали ќе се распушти собранието на 12 февруари и што ќе се случи потоа, доколку тоа не се случи. Ке има уште многу дебати до 12 април во телевизија 24 и секогаш ќе бидете поканети. Ви благодарам. Благодарам и Почитувани, вам ви благодарам за вниманието. Останете понатаму со телевизија 24. Пријатно.